целта на животот е да одиш од пораз во пораз, без да изгубиш ентузијазам. Винстон Черчил. Добро дојавте на Беседа, македонската емисија за високи и возвишени теми. Јас сум процесорот. Јас сум свештеникот. Денешната тема која што имаме пред нас и која што ќе посетиме со вас, драги следачи, е идејата за противкршливост. Ќе дадам јас еден краток вовед за самиот концепт на противкршливост и кој е неговиот автор или барем речеме популаризатор во последно време, а потоа ќе го разврземе муабетот и ќе ја обработиме детално самата тема и самиот концепт. Противкршливост, што тоа значи? Ова е еден нов израз, да речеме, воведен неодамна, од авторот Насим Николас Талеб. Тој е автор во економската наука, меѓутоа и во други области, и го воведува овој израз пред некое време, значи пред можеби 10-15 години, со неговата книга Противкршливост. Идејата за противкршливост е практично се гледа во самиот начин како е оформен тој израз, противкршливост. Значи, според Насим Николас Талеб, постојат три категории на системи, објекти или процеси, луѓе, ентитети, да ги наречеме. Едните се кршливи, едните се отпорни на кршење или робусни, и третите се противкршливи. Во општиот дискурс се разговараат најчесто првите две. Кршливи и робусни, односно отпорни на кршење. Меѓутоа третата идеја на противкршливи, ентитети и процеси така натаму, не се разговара и не е широко позната. И идејата на Насим Николас Талеб е да ја расшири во општата јавност, затоа што според него тоа е многу битен концепт и идеја која што треба да се расшири и која што ќе ни го подобри општото живење и како поединци, и како заедница, и како цивилизација, како општество и така натаму. Ќе навлеземе понатаму во причините зошто противкршливоста не е идеја или израз кој што се користи скоро воопшто. А сега ќе ги објаснам што е идејата, што ги разликува овие три. Значи, што ги разликува кршливото од робусното и од противкршливото. Кршливото знаеме што е кршливо. Еве пример на кршливо е стакло или чаша да е. Тоа е она кое што под надворешен притисок, под не толку силен надворешен притисок, ја губи својата структура и се крши. Ако ни падне чаша од маса, големи се шансите ако падне нешто тврдо дека ќе се скрши. И не само што ќе се скрши, туку и останува скршен. Значи, многу тешко е да залепиш чаша или да залепиш вазна од која ќе се скрши. За скршено срце не знаеме, меѓутоа кој е противкршливо може да се залепи. Имав еден пријател одамна кој што ме прашуваше од време на време, ќе ми пратеше SMS порака и ми викаше дали веруваш дека скршено срце може повторно да љуби? И сега со идејата на Насим Николас Талеб верувам дека може. Значи тоа се кршливите ентитети, системи, процеси. Оние кои што се робусни, оние кои што се отпорни на кршење, се оние кои што ние или природата или како и да е настанале, се многу силни, цврсти и се отпорни на повеќето притисоци на кои што се изложени. Класичен пример за тоа е диамант. Диамантот на крај може да се скрши. Меѓутоа притисокот кој што е потребен за да тој се скрши е огромен. Значи треба многу енергија, многу материјали да се вложат во тоа. И заради тоа диамантите се дел од она што го сметаме, она што го користиме во технологијата, нели диамантска прашина и така натаму за разни пили или за разни места каде што е потребна екстремна издржливост. И заради тоа диамантот има толку голема цена. Меѓутоа, фактот е дека и диамантот е кршлив. Многу е робустен, меѓутоа на крајот е кршлив. Таква робусна е една зграда, која што е отпорна и на дожд, на елементите, на земјотреси. Меѓутоа, ако дојде нешто уште посилно од тоа, например некој цунами или огромна поплава или вулкан, и таа зграда ќе се скрши. Значи тоа се кршливите и робусните ентитети и процеси. Сега што е противкршливо? Кои се тие што се противкршливи? Значи, според Насим Николас Талеб, противкршливоста се однесува на системи, објекти, ентитети и процеси кои што не само што издржуваат хаос, притисоци, нестабилност и стресови, туку и се подобруваат од нив, стануваат подобри и поиздржливи. Нормално овие притисоци мора да бидат до одредена граница. Меѓутоа, ако се овие противкршливи системи и ентитети изложени на притисок, тие стануваат подобри, посилни, поспособни и стануваат поспособни да се носат со идни посилни предизвици во иднината. Од биологијата класичен пример
за тоа е, например, мускулот. Мускулите на човекот и на секое животно се така создадени да ако ги изложуваме на разумни притисоци, тие стануваат посилни. Нормално ако ги изложиме на преак притисок, ќе се скине мускул. Меѓутоа ако го изложиме на разумен притисок, станува посилен. Слично нешто се случува и со коските, например. Ако скршиме коска, обично таму каде што зараснува коската е посилна од претходно. Сега има многу други примери за противкршливост, кои што нема сега сите да ги наведувам. Меѓутоа, едноставно сакав да ви покажам два примера со кои што јасно се покажа што е противкршливост. Противкршливост е способноста под притисок да се станува посилен, поспособен за војните. Ова беше мојот вовед за противкршливоста како идеја на Насим Никола Сталеб, а сега одиме со свештеникот и со подлабоко разлагање на оваа идеја. Повели свештениче. Фала ти, процесоре. Убав вовед, темелен. Јас можам да додадам дека кај нас двајца овој концепт, да речеме, или овој поглед кон животот кој што Никола Сталеб го има кажано, го има создадено, да речеме, опишано, многу добро залепил, затоа што е надконцептуален. Тој успеал од два екстремни и радикално спротивни концепти да склопи еден концепт кој што е, или можеби да не кажеме, не мора да го опишеме како концепт, можеме да го опишеме како начин на гледање на животот или однесување, без да размислуваш многу за тоа. Меѓутоа не само што ги зема најдобрите работи од двете екстреми, од екстремата на бегање од стресот и екстремата на издржување на стресот, робусност и ригидност, и направил нешто што е не само комбинација од двете добри работи од двете екстреми, туку и повисоко од двете. Самото тоа што ги склопил најдобрите работи ги воздигнал на уште едно повисоко ниво. Тоа е она што го зборувавме во епизодата за надконцептуалност, оно и триаголник, кога од две екстремни, навидум екстремни концепти, идеологии, ти всушност ги спојуваш нагоре во една централна точка која што е повисока од двете. Спој од тие два концепта, меѓутоа повисоко од нив. Тоа е едниот дел од надконцептуалноста, другиот дел од надконцептуалноста е она неврзување со идеологиите. Противкршливост е буквално надконцептуална идеја, бидејќи ти вели немој да бидеш крајно ригиден, немој да влезеш во оганот и да изгориш, глумејќи дека си многу силен или жртвувајќи се без причина, константно барајќи некој напредок или некој брз профит и така натака. Ниту пак од друга страна немој да бидеш плашлив, немој да бегаш од стресот, немој да се распаѓаш веднаш кога ќе ти се смени нешто во надворешноста и така натака. Туку што каков да бидеш? Да бидеш противкршлив. Тоа значи да си ги бираш своите битки, да прифаќаш микроризици, мали ризици кои што ќе ти го држат она сетило и она спремност, она острина во животот и ќе ти биде доволно тешко цел живот, меѓутоа никогаш нема да ти биде доволно толку многу тешко да изгориш. Значи никогаш нема да влезеш во огнот целосно и да изгориш, меѓутоа секогаш ќе имаш одредени тешкоти во животот кои што ќе те држат на штрек и ќе те прават се посилен и посилен. Тоа е едниот оној по-интелектуален, да речеме, став на противкршливоста, аспект, а вториот аспект е оној на како го гледаш страдањето и како го гледаш хаосот. Всушност, дали го гледаш како нешто кое што не треба да се случи, како опасност, како непосакувани несреќи, или го гледаш како нешто посакувано, како нешто кое што не само што е неминовно да се случи, туку и добро е да се случи. Бидејќи така учиме ние, така се градиме. Затоа постоиме на овој живот. Не постоиме само за да уживаме. Уживањето само по себе е безцелно. Уживањето е животински сон. Сон на нашиот рептилски мозок, да речем. Меѓутоа, тоа не е целта на животот. Целта на животот, кога погледнеме од со човечки ум, со човечки очи, гледаме дека целта на животот е борба, микрострадање. Не многу страдање да изгориш, меѓутоа константно, мало, доволно, умерено страдање, кое што те цело време ќе те носи напред и ќе те прави се подобар и подобар. И не само што ќе бидеш се подобар и подобар, туку
после секоја победена криза ти чувствуваш вистинска среќа, чувствуваш реализација дека навистина си подобар. Додека пак уживањето, како што зборевме во епизодата за хедонизам и за хипериндивидуалност, всушност самото тоа уживање кое што е цел само по себе, константно се намалува ако нема нешто кое што го предизвикува. Ето се тие два аспекта на противкршливоста. Сега, исто така сакав да кажам, за да бидеш противкршлив, и ова оди многу во аспект на нашите идеи за надконцептуалност, бидејќи противкршливост е всушност еден аспект кој што авторот го открил од самиот надконцептуален живот. И да бидеш противкршлив е да ја сакаш варијабилност, да ја сакаш случајност, да сакаш мали промени, мали удари во животот. Затоа што тие се тие кои што те делкаат, тие чистат слабоста, ти градат полека сила. Мислам дека и самиот автор во книгата тоа го поистоветува со еден мускул, кој што се гради и станува се посилен како што се кине. Всушност, кога дигаме тегови, мускулот се кине и потоа тој се гради се посилен и посилен. И тоа е и надконцептуален начин размислување, мислам, кога правиш грешки или кога учиш од грешките и константно се подобруваш, гледаш, ова не ми е добро, ова ми е добро и константно си ги отфрлаш своите идеи и си ги отфрлаш оние аспекти од себе си, за да си направиш нови подобри. Такви аспекти можеме да видиме исто така многу во природата. Значи, самата еволуција е противкршлива, нашиот човечки имунитет е противкршлив. Едноставно, природата се развила преку противкршливост. Таа не се развила со тоа што рекла, ајде сега почнува животот, па нека изгори, нека отиде, што ќе се случи, ниту пак природата била страшлива, плашлива и таква, ајде да конзервираме енергија и така натака. Тори и самиот Никола Сталеп во книгата негова кажува дека противкршливоста е основната одлика која што ја разликува живата од неживата природа. Не знам дали се согласувам со него, заради тоа што има тука други концепти на внатрешност, на субјективитет, на духовност и така натаму, меѓутоа од аспект на она што обидот на биолозите да постават точна граница помеѓу тоа што е живо и неживо, ми изгледа дека можеби е на нешто тука, можеби се приближува до вистината. Дека животот практично се одликува со противкршливост, за разлика од другите делови од природата. Ета, јас од по-биолошки аспект, ако ги гледам работите, многу сличности гледам во самата еволуција и во противкршливоста. Исто така и во човечкиот, тоест функционирањето на секој организам, и на растенијата, и на луѓето, и на животните, и на бактериите. Значи, самиот имунитет, самата борба со надворешноста е противкршлива, никогаш не се бега од неа, дури всушност секој колонизирање на еден вид, на некоја непозната територија е противкршливост, а не иде all in, ајде да влеземе внатре да колонизираме, па што се случи, ниту пак бегаат, гледаат да не колонизираат, секогаш сакаат да се прошират, некад сакаат да откријат нешто, меѓутоа секогаш е пажливо, секогаш е микродозирање во природата. И тоа можеме да го видиме и кај нас во човештвото. Ние обично многу често сакаме да го критикуваме општеството и самото човештво поради неговите мани, меѓутоа има и многу аспекти човештвото кои што се биолошки и кои што се многу интелигентни, совршени, може да кажеме, бидејќи се од самата природа. Например, нашето патување во Вселената, нашето колонизирање или почеток на колонизирање на другите планети, буквално се противкршливи. Ние не одиме, не викаме ајде сега сите во ракети и одиме на Марс да го колонизираме, зашто знаеме дека ќе изгориме, дека не е правилен начин. Ниту пак велиме, ајде батали тоа планети и така натака, живеј си тука е убаво. И ние викаме, ајде полека, ајде да се стимулираме себе си полека, да пробуваме, па правиме грешки, па ај ново. Тоа се тие начини на противкршливо обидување да страдаш, малку да страдаш, за да растеш. Да, она што го спомна дека практично противкршливоста е надконцептуална идеја и да речеме постконвенционална идеја, ако идеме според спирална динамика. Токму така е. Пред да почнеме епизодава дискутиравме на темава и тоа го кажав и тогаш се ќе го кажам пак. Практично противкршливоста е ако настапуваш философски и душевно, да речеме,
да ја прифатиш против кршливоста и да ја практикуваш, таа практично е испреплетување на кршливоста со робусноста за да направиш една вид на динамична, прилагодлива робусност, која што на крајот ќе стане многу поспособна со текот на времето. Како што го кажа ти со обидот за освојување на Вселената или како што го кажав нели со одење во вежбална за да се изголемиш капацитетот мускулите и нивната големина и јачина, преча ти кога одиш во теретана, ти го кинеш мускулот, ама не го кинеш цел одеднаш. Ти го кинеш, правиш микро повреди на некои влакна во мускулот, кои што после тоа зараснуваат и стануваат подебели, појаки и така самиот мускул станува појак. Значи, ти практично воведуваш микрокршливост, која што на крајот самиот мускул го прави многу појак. Кога одиш во Вселената, ти како што викаш, не ајде одиме одма, или не ај ќе се седиме тука што ми е гајле, туку ајде помалку, микрокршливост, микроризици со цел да станеме поспособни да ја освоиме Вселената. И, може би крајната цел е да се добереме до некои, не знам, ресурси, некоја друга планета, која што ќе можеме да ја користиме за повеќе ресурси и да практично се зголемиме својата противкршливост. А во меѓувреме ќе развиеме многу технологии кои што ќе ни овозможат да бидеме бетер противкршливи и во самата Вселена, ама и доека сме на планетите, на Земјата и така натаму. Можеби ќе развиеме добра технологија за тераформирање, па ќе ја претвориме Марс во место добро за живење за луѓе, например, и за животни и за жив свет од Земјата. Како што е всушност и приказната на Дина и обидот да се тераформира, да се претвори Аракис од пустинска планета во планета која што е добра за живење на луѓе, со зеленила, со сето тоа. Многу ми се допадна тоа што го зборуваше од аспект на еден вид на духовен пристап кон противкршливоста. Јас мислам дека противкршливоста многу се поклопува и со стоичкиот поглед на работите. Несомнено ние стално ги спомнуваме и стоиците, со стоичкиот поглед, Буда, даоизмот особено. Значи, една блиска личност до мене, кога разговарав за идејата за противкршливост, оваа личност е психотерапевт, и ми искоментира дека во праксата која што ја има, увидела дека оние луѓе кои што имаат здрав однос со духовноста и религијата се противкршливи во однос на животните предизвици и дека многу подобро се носат со животните предизвици. Сега личноста нема направена статистичка анализа за да увиди како точно е тоа со односот, да речеме, помеѓу луѓето кои што практикуваат некакви духовни практики или не. Меѓутоа, од анегдотални докази, да речеме, од некоја подсвесна статистика која што се ја правила во главата, увидела дека така е. И тоа воопшто не ме чуди. Воопшто не ме чуди. Имаме претходно правено муабет дека, например, христијанството има превземено многу концепти од стоицизмот. И практично, каде е тука односот помеѓу противкршливост и духовноста? Во нашата епизода Мементо Мори, например, разговаравме за прифаќање на смртност. Да се подсетиме дека сме смртни. И тоа, којанче ќе не ослободи да живееме слободно. Така. Значи, потоа снимавме епизодата за Амор Фати, односно за љуби се во судбината. Дел од судбината е смртноста. Нели? Ова сето го има како практики, како филозофија во самото христијанство, а и кај стоиците. Го има и кај даоистите. Го има и кај будистите. Значи, овие пракси на прифаќање на смртност како еден вид на алатка во наводници за да се ослободиш којаче и да живееш слободно, е токму противкршливост. Во христијанството имаме изреки како чудни се патиштата Господови. Судбината ја крои Бог. Ти имаш одговорност да направиш максимум и да доека си жив и да бидеш богоугоден и да бидеш етички исправен и така натаму. Меѓутоа, судбината на крајот ја одреди Бог. Бог е стварноста практично и твоето страдание значи дека ти си сгрешил. Дека некако грешиш и дека треба да се поправиш. И прифаќањето на овој светоглед и прифаќањето на собствената смртност не само што нема да те однесе кон циницизам и кон нихилизам, туку напротив, ќе те направи полетен и ќе почнеш да размислуваш на некои работи кои што те надминуваат тебе. Те надминуваат во временски аспект, а свештеникот ќе покрие и во просторен аспект, или можеби и философски аспект. Значи, во оној момент кога ќе сватиш, кога ќе прифатиш дека си смртен, тогаш почнеш да размислиш некои работи кои што се побитни од тебе.
Тогаш почваш да работиш на великанство, тогаш почваш да работиш на семејство, тогаш ќе сваќаш идејата на оставање потомство, тогаш сваќаш идејата на пишување книги, на засадување дрва. Имаше Рабидрана Тагоре една изрека: мудар е оној кој што засадил дрво иако знае дека нема да седи во неговата сенка. Значи, тогаш ја сваќаш низ генеративноста и дека има нешто поголемо од тебе. И кога ќе го сватиш тоа, стануваш противкршлив во духот и со тоа и богоугоден. Ти кажа многу интересни различни концепти и поенти кои што Одма со нуклеарките саштенече. Да, веднаш со нуклеарките почна и не знам сега кои работи првим да ти ги одговорам. Меѓутоа, ајде да почнам барем тие што мислам дека се најважни. Најпрвен сакам да кажам дека многу се согласувам со тебе што велиш дека овој начин на гледање на животот, овој противкршлив начин на гледање на животот, каде што се трудиш да влезеш во страдањето без страв, напротив со љубов, со желба за страдање, меѓутоа и со мозок, не одиш во максимално страдање, туку одиш со интелигентно страдање. Тоа е многу блиску до стоицизмот и уште поблиску до христијанството, како што кажувам многу пати дека христијанството е еден природен дестилат на стоицизмот и на будизмот, или тоа е друга тема. Дефинитивно директен дестилат на стоицизмот и како такво во себе го отелотворува многу концептот на амор фати, тоа на љубов кон судбината за која што зборувавме. И тоа тука се поврзувам и со тоа што го кажа ти за прифаќање на смртта. Амор фати во голем дел е и мементо мори. Тие се и многу блиски, бидејќи ако ја засекаш својата судбина, судбината неминовно со себе носи страдање. Неминовно носи одредени аспекти кои што ти не ги сакаш. Меѓутоа, ако ги засакаш тие работи кои што не ги сакаш, нели, малце контраинтуитивно, меѓутоа ако ги засакаш работите кои што не ги сакаш, што се случува? Нема нешто што не сакаш. И тогаш можеш да влезеш во страдање, можеш да влезеш во борба, можеш да влезеш во стрес, без она позадинска идеја дека ова не треба да ми се случува. Зошто ова ми се случува? Зошто мене ова ми се случува? Вакви работи не треба да ми се случуваат. Зошто ме казнува некој, така натака. Тоа се све идеи на егото кои што не сака да ја прифати реалност, не сака да ја прифати вистината. Живее во лага. Меѓутоа, амор фати ти вели не, ова е вистината. Ти треба да се заљубиш во вистината, ти треба да бидеш вистина. Не треба ти да бидеш некој концепт кој што се бори со вистината, па сака да ја направи, да се изманипулира себе си, да се убеди себе си дека вистината е нешто друго. Не, туку ти треба да бидеш вистина. Да бидеш вистината значи да се заљубиш во судбината, се заљубиш во тоа што е. И оваа противкршливост е буквално тоа. Одиш секој чекор бестрашно кон оние непријатни моменти, нормално со мудрост, пазиш да не навлезеш премногу во непосакувани ситуации, меѓутоа во оние ситуации кои што знаеш дека мора да ги поминеш, ги поминуваш со љубов. Зошто со љубов? Противкршливоста вели со љубов затоа што треба да знаеш дека од нив учиш, од нив растеш, тие се храната која што ја јадеш. Кога одиш некаде седнуваш да јадеш, ти не велиш леле, сега треба да ја јадам хранава. Не, ти си среќен што ти донеле храна. Зашто знаеш дека кога ќе изедеш ти ќе бидеш посилен, ти ќе бидеш нахранет и така натака, полн со енергија. Исто е со противкршливоста. Ти треба да бидеш среќен кога има предизвици пред тебе. Зашто тие се храната кои што те прават посилни, помудри, поголеми. И во тој контекст амор фати е многу близко со противкршливост. А нивниот ултиматум или ултимативен дестилат е мементо мори. Да се помириш со својата смрт, да ја прифатиш својата смрт, секогаш да се потсетиш себе си или да знаеш дека си смртен и тоа да го прифатиш е врвна противкршливост. Што тогаш знаеш дека овој живот ќе заврши и знаеш дека тој живот ќе има во себе страдање и тоа е не само што е во ред, туку тоа е супер. Тоа е правилниот начин на живење.
тогаш тебе ти нема смрт, ти нема крај. Едноставно нема зима за тебе. Ниче има искажано една многу интересна изјава, вика: философијата на филозофот е всушност само неговиот начин да се носи со смртноста. Апсолутно. Исто така, тоа на крај што го кажа ти за наследството кое што го ставаме, ти кажа дека го објаснуваш во временска фаза, јас можам да го кажам или милувам да го кажам и да го објаснам во една попросторен аспект. Тоа значи, всушност, што сакаш да кажеш со тоа, е дека тие се двата аспекти на не само на противкршливоста, туку и на целата надконцептуалност и на целото прифаќање на животот, дека тоа доаѓа со два аспекта, две награди, да речеме. Првата награда е што себе си се гледаш како еден континуитет, тоа е тоа ти што го објасни. Како континуитет, твоите деца се повторно ти. Знаеш дека продолжуваш преку твоите деца. Тоа е неегоистично препуштање на себе си во бесконечност. Не се држиш себе си како едно его, туку се препушташ и во децата, и во нивните деца и така натака. Меѓутоа не само во децата, во книгите кои што ги пишуваш, во делата кои што ги правиш, во сите постапки, во сите зборови, тоа е тој живот не обременет од концепти и не обременет од чувството за себе, од егото. Меѓутоа тоа е временскиот аспект и тоа е многу важен. Просторниот аспект е додека си жив, ти не чувствуваш дека си егоистичен. Зошто? Бидејќи знаеш дека си дел од целиот универзум. Знаеш дека си дел од севкупноста. Кога си дел од севкупноста, ти не само што ќе продолжиш временски да бидеш бесконечен, туку сега си бесконечен. Сега си дел од целиот универзум кој што нема крај. Константни процеси во кој знае колку димензии се одвиваат бескрајно и ти си дел од нив. Можеме да кажеме и ти си целиот тој процес, бидејќи тој се проткајува во тебе. Тој не може без тебе. Ако ти исчезнеш сега, тој процес ќе се збуни, целиот универзум ќе се збуни во своите процеси, ако исчезнеш како материја. И ова треба да го абсолвираш на еден таков начин во себе, да го прифатиш во срцето, не само интелектуално, да го живееш. И тоа ќе биде многу различен живот. Замисли го својот живот кога ќе станеш на Сабајле и нема веќе да стане лимитираното его, туку ќе стане универзум. Тоа е просветлување, тоа е финална форма на живот. Станува универзумот и ти си свесен во тој момент дека станал универзумот, дека станала бескрајност и одиш на работа, некако ти лимитираниот ти, без разлика што си, може си чистач, може си директор, може што и да е, не е важно. Меѓутоа оди универзумот таму, бидејќи секој аспект е важен и од фирмата, и од општеството, и од целиот универзум. Одиш на работа, некако е индивидуа, туку одиш како универзум. Потоа одиш дома, повторно некако татко, мајка и така натака, ма жена, туку како универзум, како севкупност, полн со љубов, полн со разбирање, полн со мудрост, полн со себе прифаќање. Тоа е ултимативно живење. Може да се постигне само преку љубење на пречките кои што ти ги дава животот. Само преку противкршливост. Одлично, свештениче. Ги сфрливме стратешките јадрени оружја околу противкршливоста. Па сега вие мислете му. Што не слушате? Моравме да се ослободиме од нуклеарките. Сега одиме на поземни работи. Сакав да искоментирам дека противкршливоста мора да почне од да речеме во мудрото живење, мора да почне од духот. Ова што го објаснуваме сега. И несомнено дека го објаснуваме тоа како најбитно заради тоа што противкршливост е еден вид на светоглед, како да гледаш спрема светот и овие што ги спомнавме, Амор Фати, Мементо Мори, стоицизмот, христијанството, будизмот, даоизмот, сите тие се обидуваат истото да го објаснат. Па и она што го работам едно упатство за великанство и така натаму. Значи не можеш да почнеш да работиш на сопственото великанство ако си фиксиран на себе си. Мора да имаш да развиеш способност да се напуштиш себе си, да се видиш себе си како некој подобар во иднина, кој што не си сега подобар, не си најдобриот сега. Не си заљубен во себе си. Кога си заљубен во себе си, мислиш дека сега си најдобриот и тоа е крај. И сега страв да не случајно те снема.
Ама ако го напуштиш ова, ако прифатиш дека сега си еден, утре ден можеш да бидеш многу подобар, нормално, ако одиш понизно кон тоа што си денес и не се залюбен во себе си, тоа е патот кон великанството. И тоа се обидува да го објаснат и стоиците во нивните филозофии, тоа се обидува да го објасни и христијанството, особено преку ликот и делото на Исус Христос, и дека ние треба да бидеме како Исус Христос и да го емулираме практично во нашиот живот и да бидеме богоугодни, тоа е великанството. Или приказната за Буда и така. Сега против кашливоста ја има во оваа духовната сфера. Нормално Насим Никола Сталеб не се обраќа само на духовната сфера, иако има делот во неговата книга што е фокусирана на духовноста. Меѓутоа многу често кажува и примери од економијата, примери од секојдневието, примери од технологијата, од цивилизацијата, од општеството или од биологијата. Што е тоа против кршливост и како да бидеме поеќе против кршливи? Јас ќе кажам неколку примери. Претходно ги спомнавме нели мускулите. Значи мускулите зајакнуваат и растат од стресот на вежбањето и стануваат појаки. Еволуцијата во природата, практично преку случајни мутации и природна селекција, околинските стресори практично ги прават оние кои што ќе останат како и гени, ама и фенотипи, односно како животни, како видови и така натаму, стануваат посилни и поспособни да се носат со идните предизвици. Имунитетниот систем, го спомна свештеникот. Тој преку мали стресори станува се посилен и посилен. Многу често луѓето се нервираат, оние кои што имаат млади деца, кога ќе отидат, кога ќе го однесат детето во градинка или во школа и постојано им се разболува. Но всушност не сваќаат дека тоа е начинот на кој што тоа дете го стекнува имунитетот. Тоа не е лошо, тоа е добро. Сега да, проблематично е додека трае. Меѓутоа исто проблематично е и додека идеш во теретана и дигаш тегови, мислам си можел да правиш нешто друго, нели? Меѓутоа после тоа стануваш појак. Па така и имунитетот на детето. Затоа ние како возрастни не се разболуваме од некои болести кои што децата ги фаќаат и ги разболуваат. Сега, ако дое некоја болест која што е многу силна, може да го утепа детето. Значи идејата е да нема преголем притисок, ама мудрото изложување на притисок преку разболување во градинка, па повлекување на детето дома, да може да се избори со тој стресор, на крајот го прави многу посилна неговиот имунитетен систем. Во економијата, например, предприемачите учат од бизнис неуспеси, личните или туѓите неуспеси, за да станат посилни предприемачи потоа, па основаат подобри компании. Всушност, познато е дека најуспешните предприемачи се оние кои што имаат 40 плюс години. Компаниите тогаш им успеат затоа што претходно се обиделе неколку пати или ги гледале другите кои што се обиделе и им пропаднале тие бизниси и сватиле како функционира бизнисот, сватиле како функционираат парите, не знам, економијата и така натаму, и сега на 40 на 50 години веќе знаат како да основаат квалитетен, добар, противкршлив бизнис. Авиациската индустрија е исто така голем пример за противкршливост. Има една изрека, вика, сите правила во авиацијата, во воздухопловството се напишани во крв. И токму така е тоа. Значи, од почетокот од браќата Рајт пред повеќе од еден век до денеска имало многу безбројни несреќи. Но тоа што можеме да го видиме статистички е дека се помалку и помалку несреќи има и се помалку и помалку смртни случаи има во авиацијата. Зошто? Затоа што секогаш кога ќе се случи некој инцидент, особено со жртви, навлегуваат, има цел систем, има цела организација, Меѓународната организација за авиација, која што навлегува со испитување што точно се случило, зашто, како, за понатаму да се отстрани потенцијалот да се случи ист таков ризик. И затоа авиацијата, особено во Европа, например, па не знам, освен намерно некој кој ќе го сруши авионот, не се случува да падне авион. Многу е ретко. Или некој посериозен инцидент. Вакцините се еден вид на развивање на противкршливост. Детето кој што ја прима вакцината или постариот човек кој што прима вакцина против грип, неговиот имунитетен систем се учи да се бори против тој напаѓач. И еден многу интересен пример за кој што дознав пред некое време, пред можеби година дена, а тоа е дека, не знам се дали го знаеше ти ова, ама римјаните кога ги градале своите градби, користеле нешто што се вика римски цемент. Опус caementicium. Посебен вид на бетон, кој што е направен од посебен вид на грудки вар. И пази сега што се случува, колку биле, мудри, колку биле гениални тие градители тогаш. Ставале камени блокови, например за некој аквадукт или некоја градба. А меѓу камените блокови ставале грудки вар. Со текот на времето знаеле дека
под притисок на елементите, овие камени блокови ќе почнат да пукаат, да се кршат, да се расипуваат. Меѓутоа, за да не падне градбата, ги ставале овие грудки вар, кои што, кога ќе настанале пукнатини, например, во камените блокови, варта навлегувала во камените блокови и во спојот со влажност, например со дожд или со вода некоја, ги заптивала, ги затворала пукнатините и ги правила поцврсти. И тоа е основната причина зошто некои градби 2000 години седат до ден денеска можеме да ги видиме кои што се изградени уште од римско време. Значи тоа е класичен пример за противкршлива технологија која што римјаните ја изградиле и ја откриле пред 2000 години. Можеш ли да си замислиш ти такво нешто? Што ви искоментирате? Апсолутно гениално. Меѓутоа, тоа не се должи можеби на гениалноста на еден човек, туку се должи на гениалноста на човештвото. Да, дефинитивно. Едноставно, во нашиот ген, како што кажав, во човечкиот ген и во генот на сите живи суштества лежи таа противкршлива, да кажам, тој код противкршлив, кој што ни е всаден од природата, бидејќи тоа е и основа на самата природа, и таа во нас активирала одредена мудрост да ние разбереме како да ја искористиме кршливоста на елементите и на самите себе си. Всушност, можеби низ минатото многу наши предци, многу различни цивилизации биле противкршливи и затоа што морале да бидат, затоа што знаеле дека страдањето е дел од животот, дека мора да биде, можеби затоа и сите религии зборуваат за страдањето, бидејќи тоа бил фокусот на човештвото се до сега, значи целото постоење. Ги гледаме како живееле монголите на ладните степи во Монголија, колку тешко живееле, колку било лесно да се дојде до глад и да се изумре, колку глад имало во Индија, во Африка, каде што се уште има глад, па и во Европа, колку лесно се умирало од чуми, од болести и така натака, од разли племиња кои што доаѓале да убиваат и така натака. Значи животот бил доста ефтин и страдањето било многу често, бидејќи за да се прехраниш ти мора да работиш, не можеш да одиш до пазар да си купиш за јадење, туку ти мора да работиш цела година да се мачиш за да има храна за во зима, за да можеш да си ги прехраниш децата и така натака. И тој начин на живење, тој противкршлив начин на живење бил всаден во нас. Значи не е само таа мудрост која што сега му текнала на некој автор или на нас, туку тоа е всадено во нас и ние сега повторно го реоткриваме. Меѓутоа проблемот е што како што нашите мудри предци успеале да го загосподарат природата и да ја припитомат, се повеќе самите себе си сме се припитомувале и сме почеле да си ја забораваме својата природа, да ги забораваме мудростите кои што лежат во самите нас и стануваме исплашени од хаосот, исплашени од она кое што ни е непријатно, наспроти нашите предци кои што биле, може да кажеме, возбудени од самите потешкоти, бидејќи знаеле дека во потешкотиите лежи преживувањето. Ние сега не знаеме дека е тоа така, бидејќи можеш да си седиш дома да си играш игрици, дури да не јадеш и да гладуваш, ќе дојде некој со сила ќе те најаде, нема да те остави да умреш. Значи толку е лесно општеството, сите физички потреби физиолошки можеш да си ги задоволиш многу лесно, дури и да не те бива за ништо и да си мрзлив. И поради толку лесниот начин на живот, ние сме заборавиле мудроста во нас, сме заборавиле дека тешкотиите, хаосот ни се пријател, не ни се непријател, тие ни се нешто кое што треба да го сакаме, кое што треба да бидеме блиски соработници со хаосот, а не да бегаме од него. И тоа е всушност клетвата на модерниот свет, дека ги заборава овие гениални работи кои што ги кажуваш ти сега кај римјаните. Тие биле во близок контакт со страдањето константно и затоа овие гениалности им доаѓале. Всушност, ако размислиш, најголемите откритија и најголемите уметности кои што се случувале кои што биле создавани во светот, се биле создавани за време на војна, за време на страдање. Значи може да видиме дека во Прва светска војна све се измислиле опрашувачи, се измислиле
инсектициди, се измислиле композиции неверојатни, кога војувале Франција и Англија, па и германците кога војувале меѓу себе за време на протестантските, католичко-протестантските војни, кои што траеле стотици години. Тогаш се јавили и Бетовен и сите композитори, гениалци и научници и така натака во Европа. Исто така и во најлошите периоди во Русија се јавиле најголемите уметници, математичари и така натака. Значи, а да не збориме за гениалноста на научниците во 20-тиот век, кога траела војната. Значи, секогаш кога во светот има потешкоти, кога хаосот е блиску до нас, тогаш и нашата гениалност доаѓа на израз. Меѓутоа, кога све е во ред, никој не сака да работи, никој не сака да откри, никој не е стимулиран да напредува. И ние дури гледаме на некој начин многу струи, поготово модернистички струи во светот, гледаме како се откажуваат од напредокот, го гледаат напредокот како нешто непотребно за да избегнат од стресот, за да избегнат хаосот, за да избегнат непријатноста. И тоа можеме да го видиме кај овие групи на луѓе кои што се борат за прифаќање на сите луѓе, на сите да бидеме еднакви, еднакво прераспределување на ресурсите и така натака. Значи сите да имаме исто, сите да ни да биде еднакво удобно, да нема непријатности, да нема навреди, да нема емоционална повреда и така натака за никој, затоа што всушност се плашат од хаосот, се плашат од непредвидливото, се плашат од разноликото. Сметаат дека не е фер разноликото. Зошто мене да ме боли, тој да не го боли, така не, зошто тој да има повеќе, јас да имам помалку. Па затоа што таа неправда, тој хаос во светот не движи сите нас. Може би мене не, може би мене ќе ме убие, ама некој друг ќе го потикне да создаде гениално уметничко дело, да нацрта Мона Лиза. Па вреди таа жртва, затоа што ние не сме индивидуалци, ние сме цела колектив, ние сме не само целото човештво, туку ние сме целиот универзум. Меѓутоа тоа е многу тешко да се разбере од индивидуалистички поглед. Од индивидуалистички поглед постојам само јас сум најважен и единствен, све друго нека оди по ѓаволите. Да, во главно јас сметам дека ако еден човек или заедница, систем, организација што и да е, нема насоченост кон великанство, нема насоченост кон врвната вредност, да речеме, а тоа во крајна линија е, нели, духовност и Бог, можеме како сакаме да го наречеме, тогаш не може да создава гениални дела. Едноставно не е во склад со стварност. Гениалните дела се практично еден вид на теорија за што е нешто велико. И оние големи уметнички дела кои што ги знаеме, или големи композиции, оние што, нели, како што ги спомнати и Бетовен, и Мусоргски, и оние класичните композитори, сите тие се еден вид на обид да се пренесат, самите автори да го пренесат она што го имаат видено како великанство, што го имаат осознаено, дали преку духовна работа, преку христијанство, молење Бог, sejedno, и да го пренесат во некакво создаващо. И ако го немаш овој однос кон великанството, не можеш да создаваш, не можеш да создаваш големи дела. А највеќе на тој однос те поттикнува страданието, ама и прифаќањето на страданието. Она што го кажувавме Амр Фати за љубување во собствената судбина, нели? И точно така, значи самиот Талеб га вели дека во модерноста се игнорира против кршливоста, се обидува да се закопа под тепих. Јас и ти многу често го објаснуваме како еден вид на фиксација на младоста и обид да се избегне смртта, да се заборави. Ако се фиксираме на младоста да не пораснеме никогаш, и ако не мислиме на смртта, ќе си отиде. Иш, бегај таму. Штом не те гледам, значи не постоиш. Ама нема бегање. И затоа многу често кога ќе ги повикаш модерниве, такви некои да речеме морални релативисти, постмодернисти, кои ќе ги повикаш и кои ќе им укажеш дека се смртни и дека треба да мислат на некои повелики, поголеми работи надвор од нив, реагираат со пизма, со агресивност, со гнев, затоа што си ги вратил да мислат на тоа што сакаат да го избегнат да го мислат. И тие се најчесто и оние кои што се застапуваат за некои сулуди, прогресивни, забегани левичарски идеи, као сите ќе се грижат за нас, државата ќе се грижи, ќе не штити, полицијата, не знам, системот треба да биде добар, да се грижи за сите еднакви да ги прави, затоа што не сакаат да се соочат со
потребата они самите да станат противкршливи и да не мора полиција да ти дојде ако ти си способен да го совладаш криминалец. Или да можеш барем да бидеш способен дур да дојде полицијата ти да се справиш со ситуацијата. Не да бидеш мекуш и да чекаш некој да ти помогне само. Туку да бидеш и самиот способен да се изградиш во еден општ способен човек, како што би рекол Аристотел во неговата етика на доблести. И тоа е, самиот Талеб го критикува, избегнувањето на противкршливост. И не ми текна се точно кој му беше причината зошто смета дека се избегнува во општеството идејата за противкршливост, мислам дека не знаеше точно зошто, ама јас и ти можеме да дадеме одговор. Тоа е неволјата да се соочат со својата смртност и со великанството. Ќе спомнам уште една идеја. Талеб исто така остро критикува она што се вика управување со ризик. За него целата онаа индустрија на управување со ризици, пресметки на ризици, например, осигурителните компании многу често се бават со тоа. За него е многу глупаво, вика, затоа што вели дека иднината едноставно е во суштина непредвидливо и дека такво нешто како управување со ризици не постои. Ти можеш да се обидеш да предвидуваш нешто, меѓутоа многу често настануваат онакви црн лебед настани, кои што се практично настани кои што се непредвидливи или многу тешко предвидливи, а имаат огромен негативен ефект. Еден класичен пример за тоа е општество тера, заедницава, односно цивилизацијава човечка тера и така натаму, и одеднаш се појава комета која што е насочена кон земјата. Значи никој не се спремил за тоа, никој не може тоа да го предвиди. Тоа е црн лебед настан. Настан кој што може да не поништи целата цивилизација да утапи. Како што се сомневаат дека се случило и со диносаурусите, нели, на времето. Значи, според Талеб, заради ова, управувањето со ризик е глупаво, и он вели единствениот докажан начин на кој што биолошките системи, ентитетите, општо противкршливите ентитети, системи и организации се носат со неминовниот ризик и непредвидливоста на иднината е преку правење резерви. Пример е приказната за штурецот и мравките. Додека е лето, штурецот си свири на виолина, мравките му викаат: "Земи, собирај храна, ќе немаш во зима." Значи мравките собираат резерва со идеја да кога ќе дојде зимата и кога ќе стане непредвидливо и ризично досегањето на количество храна, да имаш резерва која ќе ти овозможи да го истераш тој период. Ти не знаеш дали ќе има храна во зима, меѓутоа идејата е дека ако направиш резерва, не ни треба да знаеш. Имаш резерва. За разлика од штурецот кој што е практично нарцисоиден и обседнат со себе си сега, и јас ќе си свиркам на виолинка, која врти, вие сте глупави, работите. И затоа посеќа моли пред вратата на мравките да му дадат семиња, ама вие ќе му речете: "Па ти не собираше кога беше лето. Не можеш да не се качуваш сега на нас на грб." Исто така, покрај создавањето резерви е и она што го зборувавме на почетокот на епизодата, преку прифаќањето на стоичкиот светоглед, преку духовната пракса, преку обидот да се просветлиш и да работиш духовно на себе си, преку умудрувањето на себе си, преку себе понизувањето. Значи, сите овие пракси те прават противкршлив. Обидување себе се изградиш до максимум на способностите, за да можеш да се носиш со се поголеми предизвици во иднината. Особено што го спомна свештеникот. Не бегање од разумни ризици, притисоци и предизвици. Зашто тие те појачуваат, те ојакнуваат. И една многу интересна работа што и Талеб ја спомнува, тоа е доблесност, особено прикажана преку да се има така наречена кожа во играта, skin in the game, како израз на доблесност. Од Талеб имам еден цитат, вика: "Получовек, или поточно полуличност, не е некој кој нема мислење, туку оној кој не превзема ризици за своето мислење." Значи, неговата идеја е дека ако веќе за нешто се залагаш со зборови и со искази, мора да се залагаш и во стварност и да преземеш ризици за тоа што се залагаш. И така стануваш доблесен. Тоа е основата на доблесноста. Има и други основи на доблесноста според мене, меѓутоа ова е многу голем удел, ова е еден од столбовите. Имам уште многу што да зборуваме за противкршливоста и за идејата на Насим Николас Талеб или неговото разбирање на противкршливоста, бидејќи таа идеја не му текнува на него. Уште ја дознаваме и од античките стоици и други, како што разговаравме претходно. И оваа епизода не ни е доволна за истото. Наша препорака е да ја земете и да ја прочитате книгата Противкршливост од Талеб и да размислувате во својот живот на противкршливост. Бидејќи вие сте противкршливи. Вашето тело, вашата душа е противкршлива. Меѓутоа, тоа треба го прифатите, а не да го заборавате и не да го избегнувате. Како да го прифатите? Преку
повторно слушање на нашите епизоди за Амор Фати, за Мементо Мори, односно прифаќање на својата судбина и соочување со смртноста. Ние постојано разговараме за противкршливоста, можеби не изречно во нашите епизоди, меѓутоа таа се провеува и тука ќе застанеме со нејза, ќе посетиме во некоја следна епизода повторно и подетално. Сега ќе одам со кратко сиже, подиме со практични и прагматични совети. Течната епизода беше посветена на идејата на противкршливост, која што во последно време, во модерно време е популаризирана од Насим Николас Талеб со неговата книга Противкршливост. Кажавме на почетокот што е дефиницијата на противкршливост, тоа е способност да, кога има умерен притисок, да се станува посилен, поспособен, појак и на крајот да се испадне посилен, дури помалку кршлив заради притисокот. Насим Николас Талеб ги дели предметите, системите, ентитетите, луѓето на три категории: кршливи, робусни, односно отпорни на кршливост и противкршливи. Со свештеникот исто така разговаравме дека противкршливост е еден надконцептуален пристап, надконцептуален концепт или идеја. Разговаравме дека основата на противкршливоста се во нашето секојдневие се наоѓа во духовноста и во духовната противкршливост. Па потоа разговаравме на неколку примери на противкршливост низ историјата и во сегашноста, од аспект на технологии, од аспект на начини на однесување. Спомнавме римскиот бетон, односно цемент. И за крајот разговаравме за модерното одбивање и закупување на под тепих на самата противкршливост како идеја, како и критиката на Талеб врз однос на она што го нарекува управување со ризик и општо ризици, обидот да се предвиди иднината. Тоа беше сижето, а сега одиме со практични и прагматични совети. Запрашете се себе си во кој дел од животот сте кршливи, во кој дел се распаѓате од мали удари, а каде сте па робусни, каде сте премногу ригидни и издржливи, но не растете. Кога ќе откриете каде сте кршливи, каде сте робусни, тогаш запрашајте се што би требало да смените за да станете противкршливи. Како да добиете од хаосот наместо да се плашите од него. Наместо да бегате од хаосот и наместо да бидете премногу ригидни, како да учите од него. Получовек, или поточно полуличност, не е некој кој нема мислење, туку оној кој не превзема ризици за своето мислење. Ако превземаш ризици и се соочуваш со твојата судбина со достоинство, не постои нешто што можеш да го направиш, а што ќе те направи мал. А ако не превземаш ризици, не постои ништо што можеш да го направиш, што ќе те направи велик. Ништо. Насим Николас Талеб, Противкршливост.